Расчистувањето со домашните проблеми, корупцијата, организираниот криминал и нефункционалните институции е првиот и најважен чекор кон создавање побезбедна држава. Само преку ефикасно обвинителство и независно судство може да се воспостави ред, доверба и владење на правото. Кога темелите дома ќе бидат зацврстени, следи вториот столб на безбедноста – модерната, силна и добро опремена армија која ќе ја гарантира одбраната на државата. Експертите го коментираат еден од главните стожери на стратегијата на ВМРО-ДПМН – безбедност и стабилност. Според нив, целото национално внимание мора да се насочи кон зајакнување на безбедносниот систем, а тоа подразбира модерна и ефикасна полиција, подобар сообраќаен надзор, поголема безбедност на улиците, но и засилена работа на службите за безбедност и разузнавање. Во делот на борбата против организираниот криминал и корупцијата е валоризацијата од страна на обвинителството со поднесување на обвинителни акти, односно на судот со изрекување на пресуди, правосилни пресуди. И тука треба да ги насочиме сите снаги, ефикасноста во делот на сообраќајот и потрагите. Safe City мора да го имаме и во делот на потрагите по сторители на брутални кривични дела. Тоа е онај првиот дел, тука е и она национална безбедност, контраразузнавачка. Но ништо не правиме без силна армија, која ќе ги извршува сите задачи за територијалната одбрана и националната безбедност. Иако членството во НАТО обезбедува заштита, Македонија според препораките не sme да се потпира исклучиво на сојузниците. Потребни се посериозни инвестиции во армијата, набавка на летала, модернизација на опремата и зајакнување на капацитетите за контрола на воздушниот простор. Че мора тука да направиме, да преземиме некои действија во набавка на одредени борбени летала со цел да сами си го обезбедуваме воздушниот простор. Затоа викаме во оваа стратегија треба да ги насочиме сите средства и сите знаења во која насока треба да се развиват и опремуват, да се развиват и обучуват и опремуват нашата армија. Според познавачите со јасно дефинирани приоритети и силни институции, државата може да изгради стабилен и современ безбедносен систем, подготвен да одговори на сите предизвици. Стратегијата на ВМРО-ДПМН предвидува и реформи за праведна и функционална држава, конкурентна економија, можности што ги задржуваат младите дома, стабилна демографија, членство во Европската Унија со заштитени национални интереси, активна и влијателна дипломатија.